Понеделник 15 април, кратки вести во 12 часот. И викендов охридските пожарникари интервенираа на една локација за гаснење на пожар. Запалена била ниска вегетација и стрништа покрај улицата Радојца Новичиќ. Периодов е зголемен бројот на пожари на отворен простор, што со брза интервенција на пожарникарите се успешно изгаснати. Надлежните одржуваат состаноци со местното население и апелираат граѓаните да избегнуваат палење оган во шумските предели на стрништа, плевел, отпадоци и на секој друг отворен простор, бидејќи истото е казниво со закон. Но и понатаму се пали трска, сува трева, а непознат сторител деновиве повторно ја запали и депонијата Буково. Додека најголем дел од политичарите ќе ги анализираат резултатите од првиот круг председателски избори и ќе земат залет за вториот дел од кампањата, градоначалникот на Струга Рамис Мерко ќе се подготвува за судење. На 26 април треба да седне на обвинителна клупа во Струшкиот суд, каде одговара за злоупотреба на службена положба и овластување при набавка на службено луксузно возило Ауди А6 во период кога општината имала неподмирени долгови и блокирана жиросметка. Овој предмет беше инициран од антикорупцијската комисија уште пред неколку години. Мерко минатата година беше ставен на американската црна листа не само за вмешаност во корупција, туку и за влијание врз судски и други процеси. Од денеска до 22 април македонската традиционална теквондо федерација учествува на Европското теквондо ИТФ првенство во Копер, Словенија. Нашата репрезентација ќе ја представуваат 6 надпреварувачи, сите со претходно освоени многубројни медали. Подготовките течеа секојдневно последниве 2 месеци. Председателот на федерацијата, охридјанецот Маријан Чолазарески, и овој пат се надева дека надпреварувачите ќе го дадат максимумот и повторно ќе не израдуваат со медали и добар пласман. Времето денес сончево и топло со мала локална облачност. Дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 26 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.